Градот ја добива студијата благодарејќи на едни мои субјективни релации кои што се повеќе годишни, пред повеќе месеци, можеби половина година, на моја молба дојдол дека представниците на италијанската фирма направивме една сестрана анализа која што беше презентирана денеска, можете и преку лайв стримингот да ја видите, и која што е всушност водичот за тоа на каде треба да се движи градот. Јас очекувам дека оваа студија што ќе биде донирана на нашиот град, всушност не кошта ниту 1 денар, е сериозна една анализа, ќе биде прифатена од страна на Советот на градот Скопје со цел да во текот на месец јуни ја започнеме постапката за набавка на проектирање и неопходните реквизити со цел да успееме некаде по наша проценка до кај средината на следната година да можеме да го пуштиме во употреба новиот тематски забавен парк. Сега, да не преюдицирам со времето, она што е за мене фундаментално е дека ова е работа што го става нашиот град на туристичката мапа регионална сигурно, можеби и европска, затоа што ова нешто го немаме во радиус од најмалку 250 километри, што автоматски, да речам, како посетители, туристи на паркот ги прави не само жителите на нашата држава, туку и жителите на регионот. Значи не можеме во овој момент не можеме во овој момент да кажеме точна цена, ќе се направи. Значи се зависи, ако влеземе во целосна имплементација, градот е спремен и оваа година и пол, меѓу другото, и финансиските консолидации ги правевме да ја покрие целата, да речам, набавка, без да побараме помош од страна, така што ќе ја започнеме постапката, во самата постапка ќе го видиме точното чинење на постапката.